Објавен е повеќејазичниот интернет портал посветен на животот и творештвото на Ацо Шопов, еден од основоположниците на современата македонска поезија, кој се вбројува и во редот на најеминентните поети на југоисточна Европа во 20 век. Тој беше промовиран на Филолошкиот факултет Блаже Коневски на катедрата за македонска книжевност и јужнословенски книжевности, со што беа одбележани 70 години од објавувањето на првата поетска книга во слободна Македонија, книгата Песни од Ацо Шопов. Станува збор за повеќејазичен интернет портал, насловен Лирскиот дом на Ацо Шопов, кој е достапен на интернет адресата acoshopov.com. Сите содржини, освен на македонски јазик, се достапни и на француски, германски и шпански јазик. За целата идеја и реализација на овој проект, кој е прв од ваков вид кај нас, стои ќерката на Ацо Шопов, Јасмина Шопова, која е толкувач и преведувач на неговата поезија. Во 2012 година се комеморира 30 години од смртта на Ацо Шопов и по тој повод се објави книга во Луксембург, во издавачката куќа ФИ, кој што има многу убава колекција поетска меѓународна, двојазично издание на германски и на француски јазик. И таа книга дојдовме во Скопје да ја промовираме во Македонската академија на науките и уметностите и го поканивме и директорот на издавачката куќа Ролан Кајзер, кој што дојде за таа промоција. И многу убаво помина промоцијата и после тоа седнавме заедно нешто да се напиеме и така, и тој рече, беше импресиониран од сето тоа, бидејќи морам да кажам дека навистина секогаш има многу голем интерес за творештвото на татко ми и ликот на татко ми во Македонија, што ме исполнува со голема гордост и радост, и дека поезијата во светот, знаете, многу малце луѓе собира околу себе. Во еден огромен Париз, например, кога има литературно читање, повеќе од 20-30 души не се собираат на едно место. Кога тој виде околу 300 луѓе во академијата, беше навистина импресиониран и виде што значи сето тоа за нас и за нашата нација и култура и предложи да направи еден портал на интернет, со тоа што сега има неколку портали имаат направено, меѓу кои за Едмонд Дюн, кој што е националниот луксембуршки поет најголем, починат исто така. И испадна сега на крајот, кога заминував за Скопје, рече дека најголемиот и најбогатиот портал е тој на татко ми. Затоа сум заслужна и јас, скромно да признам, бидејќи содржината јас ја ставам. Значи, издавачот е тој кој што технички го оформи тоа, кој што направи се и продолжува да го одржува вебсајтот, а јас сум таа што ја ставам содржината. На интернет мрежата може да се најдат повеќе страници и портали на кои е представена поезија од македонски автори, но ова е единствена интернет страница која целосно и детално му е посветена на еден автор. Ацо Шопов е роден во Штип во 1923 година, а починал во Скопје 1982 година. На оваа интернет страница може да се најдат многу податоци од неговиот живот, биографски и библиографски факти. Може да се прочитаат неговите песни и да се погледне избор на фотографии од фотоархивата на неговата сопруга Светлана Шопова, на која е представен авторот во различни периоди од својот живот. Тука може да се видат портретите кои ги изработиле наши познати сликари, како и мислења за него од други еминентни личности и негови пријатели и познаници. Сајтот не случајно се вика Лирскиот дом на Ацо Шопов. Тоа е една виртуална куќа за него, за споменот на него и за неговото творештво. Кога велам неговото творештво, тоа значи тој самиот што е напишал, меѓутоа многу и што е напишено за него. Значи, во него се влегува како во дом и може човек да направи прошетка од одаја во одаја. Рубриките се направени како одаи, во кои што се влегува, да речеме, во одајата на неговиот живот, каде што има галерии на фотографии, кои што го раскажуваат неговиот живот, каде што има видеозаписи или аудиовизуелни записи од песните кои што се во тој период пишувани. Од прилика 4 децении има тој творечки живот, така да за секоја деценија има фотогалерија и аудиовизуелни записи од неговите песни. Понатаму се оди во библиотеката. Библиотеката содржи книги.
се разбира. Таму можете со еден клик да влезете во содржината, не во целата книга, туку во што се состои таа книга. За последните 5, 6, 7 книги кои што се посветени или на него, или избори на негова поезија на македонски или на странски јазици. И така да, ако влезете во една ода, да речеме, влегувате во библиотеката, можете со еден клик исто така да се префрлите на шпански или на германски или на француски, на македонски се разбира, таму ќе влезете прво, за да видите истата таа содржина, ја имате информација, било на кој јазик да е книгата, имате информација за таа книга. На иста една страничка од една книга која гледате, можете исто така со еден клик да видите како таа книга била промовирана. Во Париз, во Скопје, бидејќи има една ода која што се е наречена Настани, и во која што има од 2006 навака настани. Форумот за младите се наоѓа во Лирскиот дом македонски сега за сега. Тоа е еден виртуелен простор во кој што Ацо Шопов поезија, која што е една институција што се раѓа, ги поканува младите творци од Македонија да разменуваат идеи, да учествуваат во тој форум и на овој сајт, за работи кои што не се врзани само со творештвото на Ацо Шопов, туку воопшто со поезијата и уметноста. Јас ги поканив присутните на отварањето на овој сајт, кој што беа претежно 90% многу млади луѓе од гимназии и од факултет, а имаше и од основното училиште Ацо Шопов ученици дојдени, тоа се нашите идни студенти, да стапат во контакт, сакам да кажам со мене, не е тоа со мене, туку со Лирскиот дом, и да почнат да развиваат теми, било на дебата, или било да може да преку тој форум да се информираат едни со други за настани што се случуваат, за читање и така натаму. Она што го прави особено атрактивен интернет порталот на Ацо Шопов е изборот на аудио и видео материјал. Се работи за снимен материјал на кој песните ги кажува самиот автор, но и од актери и интерпретатори кои ја кажуваат поезијата на Шопов, проследена со видео и аудио материјал. Овие содржини веќе подолго време се хит на социјалните мрежи како Facebook. Корисниците со нивното споделување ја оживуваат поезијата, со што и онака популарните песни на Ацо Шопов стануваат уште попопуларни, а се шират и кај помладите генерации. Тоа беше пред година дена кога интензивно почнав да работам на содржината на сајтот, отворив канал на YouTube, каде што работевме на мали видеа, се разбира во мал формат, од оној материјал што го имавме. И бидејќи не беше уште отворен вебсајтот, јас мислев дека тој канал ќе си остане така, да го подготвувам, да ми биде подготвен. Не го затворив, точно е, јавен беше. Со тоа да сега кога ќе дојдам во Скопје за година дена, нели да го презентирам тоа. Меѓутоа, оној момент кога ја ставив очи од Ацо Шопов, што тој лично ја прочитал во 80-тите години, тоа е благодарение на Радио Скопје во една емисија, Тамара Арсовска има правено таа емисија. Направивме монтажа видео од фотографии од тоа време, од војната, после војната. И одеднаш јас гледам дека почнуваат страшен една прегледност голема да се има. Гледам 1000 души, гледам 2000 души прочитале. Значи, на секое влегување имаше 1000 души повеќе. Јас навистина бев импресионирана, за недела дена имаше околу 7000 посетители на само за таа песна. Така што и видов дека весниците, тоест медиумите интернетски во Македонија го превземаат тоа, и тоа толку многу ме израдува, зашто си велам добро, човекот не е тука веќе 30 години, меѓутоа има огромен интерес. Се разбира, најголем интерес беше за тоа тој кај што чита, меѓутоа сега има околу 20.000 посети гледам на неговиот канал, така да тоа за поезија мислам дека е огромен успех и многу сум среќна за тоа. Творештвото на Ацо Шопов е поделено во повеќе фази. Тој објавил 13 збирки поезија. Уште во првата творечка фаза со објавувањето на првата книга песни од 1944 до 1950 година, тој се пројавува како изразит лиричар, кој го означил почетокот на субјективната интимна лирика во современата македонска книжевност.
Во вториот творечки период од 1952 до 1957 година ги објавил стихозбирките "Стихови за маката и радоста" и "Ветрот носи убаво време". Подоцна следеле стихозбирките "Слеј се со тишината", "Гледаш во пепелта", "Песна на црната жена" и "Дрво на ридот". Тој го превел Хамлет и песните на Јован Јовановиќ Змај. За своето творештво ги добил најзначајните награди за литература кај нас, а во 1967 година бил избран меѓу првите членови на Македонската академија на науките и уметностите. Интернет порталот на Ацо Шопов ќе продолжи да се развива и надополнува и во иднина, вели Јасмина Шопова. А сето тоа во име на поезијата која ни ја остави во наследство овој голем македонски поет, кој е еден од најомилените и најцитираните поети кај нас. А тој самиот за себе ќе рече: ако постои поетски фатализам, тогаш јас сум еден од неговите најголеми поклоници.